Станке. Ајде, дојди. Добар ден. Добро ми ти Бог, да. Како сте? Да викаме добри, да викаме. Добро, здраво, Добре те најдовме. дојдовте. Добри сте. Да викаме, према годињето. Так, так. Ај, добар ден уште еднаш во куќава. Добро ми ти Бог, да, добар ми дојдовте во куќава. Добре те најдовме. Користено женско име како ти е? Ристана, Ристана, презиме? презиме Трпковска. Трпковска. Така. Како беше порано животот во Брест? Убаво беше напред народ, векот, игранка, све народ имаше. Сега, па нема сега. Како беше во селово? Имало овци, кози, крави порано? Крави, стока имаше, овси, кози, сега нема ни крави, све. Уште нека коза и чува дома има по некој. Од волната што правевте? Чиливи, вечви, скутници вакат кајахме. Так. Све. Народна носија исто? Све на раце, све на раце правено. Ракавчиња, она што се све на раце. Се ткаело? На разбој ткајахме. На разбој се ткаело така. Прво ќе основиме, па после ќе ткаеме на разбој. Има разлика во моминска народна носија и невестинска? Па и вака напред, успеаски ќе кават, кој ќе зема невестава, и ќе успеаски заболеј ќе видат кој ќе водат напред. Така прави напред, но сега не. Кажи ми за Веленцинава. Овие сами ги фарбавте боиве? Све се... На разбој све со раце се шајчиња правени. И вие ги фарбавте или? Не преѓата фарбана, па после ткајане. Вие ги правевте фарбањето? Не, имав и праќахме на вапцијање. А, на вапцијање. Преѓата ќе пратиме, после па ќе ткаеме на разбој со раце, вака сме правили. И една девојка која ќе дојде за мажење, колку веленцина, чилими? Како ќе има, некој појќе имал, некој помал, кој што богатите појќе си имале. Така, лично така. Овие по шема ги правевте или гледавте од некаде? Ќе гледаме од другото, велја, ќе правиме шарчина. Од друго веле. Од друго. Така. Скутнициве? Исто и тие така, На разбој. на разбој се ткаени и од тоа ќе гледаш шарчиња од други вети ќе си направи. Так. И после скутников на машина? На машина после опточен, на машина овде на раце го сошитме вакова. Так. Волнени чорапи, порано за свадба се дарувале. Дарував на свет напред дарој дававме. Невестата колку чорапи требало да има? Чорапи све што треба да дават све на свекрвата, на свекрвата, на кумот, све. Сега невестите не даруват сега. А на свекрвата скутник се давало волнен? Па не дава и скутник и фустан, све ќе ми дават. Да не ги кажеш деловиве на народнава носија? Кошува се вика тоа, кошува. Па скутник, па сајата, скутникот, гушник, ракавчиња и тафраче. И шамија, ова тафрачето. Така. А да ни кажеш нешто за појасот, за коланот? Ова дизгија се викат. И таа исто се ткае? И таа на разбој ткаеме, и така е тесна, ако е танка. На разбој, и таа. Овие на раце сме правиле се, се. И колку кошули имаш ти направено во твојот живот? Мајка и прави овие со ракавчики да се правиле, скутников, гушников. Кошува мајкино, од мајка ми. Доктор Ристана, седи ми со Ојте ми со здравие. па да се видиме пак за лук. Повелете да одите си. И да ја чувате народната носија? Ќе чуваме. Ајде, пријатно. Со здравие, ојте ми.
Тетко Бисера, колку години имате вие? 79. 79. Од кај сте по потекло девојче? Од Косо. Од Косо? Така, тоа далеко или близко село? Па близко е. Близко е. Кажи ми, дали разбојот како предмет сте го користеле вие лично? Предевне, го виткавме, да речеме, после ќе сноеме, па ќе ткаеме. Па ќе ткаете. И секоја куќа имала разбој. Секоја куќа. Секоја куќа. Так. Што правевте со разбој? Што се произведува? Плашни, скутници, веленциња, килими, забани, черги. Тоа. Многу. Кога дојдов, ништо немаш лично. Ништо. Се од тоа. Каено, предено, надено, све. Кажи ми, сноењето и основата иста е за скутник, за веленцина, за чилими или различно е за сите? Го купуевме за веленцињава. А, така. И купуевме. А за килимиве и предевме. А, преден. А. И што е разликата од веленце до веленце? Имат единачни, четворни, какви има? Немат, се ваци, да речеме, имат едни сафи прави со правици. А, Има едни со шарки. ова во кое спаѓат? Во шарките? Во шарки. Так, так. И клава напред, на коњи. Невестите кои ќе се мажуват, кои ќе се женуват, и на коња и клава овја. Невестата и зетот на веленциња. Така, значи тоа е стар обичај. Ќе поет невестава, да речеме, кај куќава од зетов, ќе ја сметне невестава од коњ, се крвата ќе ја пречекат. Со пече околу на кој ќе вреди со тепција. Со сукалката ќе ја чукнат по плеќи. И со леп сел. Чујте околу неа. Ја суајла. А кажи ми, чилими само вакви во шарки, овој каков е? Имам срце и сафи, ваци. Сафи ваци имам. Так, так. И ова исто на рака? На рака ја су го прела, ја су го клавала, све ја. Тетка Бисера, кажи ни ресиве, како се прават ресиве? Ами ти кажав наштиче. А, Ти навиткаш наштиче и ги пресече со нож. И после ќе се редиш со ред. Еднаш ќе се наредиш од ова, после од ова, така со ред. Так, так. И на валајца се валани овја, се вапсувани. Ова е црно. И затоа вакво е. Так, Ова е бело, затоа е вакво. так, так. Ова е од природна црна волна? Природна волна. Така, значи ова црново не е фарбано. Не, А ова од бела и после фарбано црвен. црвено. А ова мрко нека биде, да речеме, црно тоа вакво ќе дојде. Колку чилими имаш искаено во твојот живот? 22 Јамболи? боли, Овде чилими се викаат. келими. А веленцина? Веленциња 2 имам искаени, едното готкина, едното еве го здраво е. Го чуваме без за украс. А кажи ми, народна носија имате, се уште облакате? Не се облакаме лично, би се заборавме тоа све. Имам, ама не се облакаме. И чуваме вака ми бара деца на Велик ден, на водици. Е, така, значи внуките, внукоите. Чуваме, имаме. Имате уште, има некој уште што ткае, што преде? Не, Не. завршија више. Завршија. Се стоат тоаништи, брдилки, брдата, тоа да речеме, све си стоат, разбојот, што е, све си стоат. Ама нема кој да ги А работи. нема. Кажи ми, тетка Бисера, невестата порано кога се мажела, дали во село во Брест има обичај кога вие во вашето време кога сте се мажеле, покрај девојкава што ќе биде невеста, се давало и ковчег со руба. Ама ковчег од невестата ќе си го земет од кај неа. Ќе си го донесем на коњ. На коњ товарен. Околу наредено све со скутници, со шами, шарени. И секоја невеста, значи тоа е традиција, така Много. се правило. Така. Во годињето мој и незините, така беше. Сега не.
Сега ни плетат, ни предат, ни ткат, ни везат, ништо. Сега само телефоните враце и само шкрапат со ними. Тоа е. Ова е ковчегот, татко Бисеро, а? Ковчегот. Со овој ти се мажеше. Со овие. Ова сликава што ти е ова? Па слика ми е тука клеена. А, така. Што чувате во него? Порано рубата е носе. Па рубата внатре што сме си ја надиле све. Се си имам тука, да речеме, пол ми е. И ова се заклучува. А. Да не... Се склучува. Така, добро. Склучува ќе ми меша туа. Сега на Вестиве нема више вакви ковчези. Не! Регали им купив ние. Регали Добро. им накупив. Ова од какво дрво е изработкава? Боројца, Од бор? од бор. А, така. И имало посебни мајстори што ги Па делтале? имаше овдека мајстор стар човек. И праеше. И на место. Украсувани. Украсувани, викам. Аха. Ба, ораден тој е вчера, тука имат 60 години како е донесен. Так. 79 имам, 20 години имам кога дојдов. Добро, татко Бисера. Добар ден. Добар ден. Како се живее во Брест? Добро. Убаво село. Убаво село, да. Да. Килимиве е од природна волна? Да. Ваши се или од свекрвата? Од свекрвата. Од свекрвата? Да. Ова е фарбана или бела овца? Бела овца. Од природна боја. А таа фарбана. А ова? Фарбана. На валајца. Да, на валајца. Така. Младите ткаат сега или? Не сега. Сега ини ми ни ги гори са други. Поранешните. Здраво. Де здраво живо. Како си? Добра сум. Помалце се крепам. И така. Ти си? Зора? Зора Ристеска. Родена во село Брес, мажена Црешнево. Која година? 47 година сум родена. Значи и имате 70 И 6 да терам. 76 години. години. Така. Да. Како е животот во Брест? Брес не знам како е, кога су била ја дете, беше многу убав животот. Так. И овци си чувавне, и крави, и земјоделие. Сме работеле како деца, леле мај. И се омаживте И се во омаживме Црешнево. во село Црешнево, Така. да. А животот во Црешнево како е? Животот во Црешнево е добар ако работиш и ќе си имаш. Така. Иначе тоа е. Е тоа. Нешто да ни кажете за
вашава изработка од волна за килимите. Килимиве сме преле, по цели ноќе сме преле, на сабајле рано ќе станеш, ќе предеш преку денот да оиш. Ова све И се зиме. твои изработки. Овие се лично. лично мои изработки. Ете и тука вретената ви реков да снимате и ни. И така, лично мои изработки. Ова боиве специјално вие сакавте таква боја? Да, или- ние сме врзувале кончиња на Ако? килимите за такви да ми На вапца, на бојаджилна. бојаджилница, на валајца. Кај ги носевте? Во Виро, некое село, Битовско. Демир Хисарск. Хисарско, Вирово, велеше човекот. Так. И тој доваѓаше овдека? Тој доваѓаше и од овде ќе земе, па ќе ми донесе. Зошто и доваѓал тој Со комбе. со комбе? Комбе, поќе килими избираше од селото. Ние, нашата генерација, со тоа сме се И занимавали. како ги разликувавте кој чиф? А чиф, па со она, тој им клаваше дрвце, напишано име на него. Да. Да. И бојата исто конче? Исто конче такво и такви сакам килими, така ќе ми офарбат. И сите работеа, сите жени? Сите мои генерации, сите речиси работеа, тешко некоја што не работеше. Колку имаш ти во животот твој искаено вакви убави јамболи? Ја имам околу 11 искаено, ама децата ми зедоа некој сме изфетвеле ние што сме се покријале. Пиете зимно време, уште го употребува за Уште покривање? за покривање го употребува. Тоа е многу убаво. Да. Едниот син нарочито се заесени и одма килимот го земат за да се покрие. Едниот син ми зеде 2 бели килими што ми е во Скопје и другиве и неќат и тоа е. Сме се мачеле, сме ткаеле, сме пределе, на ниви сме оиле, све така. А сме кажи гледале. ми, дали се сеќаваш како се снои, дали... О, све знам. И денеска да заснувам, јас знам све. И да и броам. Воведување во... Воведување во брдо, во ништи прво, па во брдо. И така. И по 3 жички, броеници, 10 по 3. И тоа една крстатка, не зна како го вика, су забораила, не е сега. Овие се ткаени, да ти кажам, пред 30 години. Јас кога су имала 35 години, да, 30 години кога су имала, сега не. И сега младите немаат желба да ги... Младите не и сакаат ич, еве, и речи си струпа молци и така. Така, не и сакаат, сме си зафрлиле, ние сме остареле, не можеме да им правиме измет. И тоа. Какви врсти на килими има? Например, Ја веленциња имав, онje, не знам како и викаат некои, ние веленциња и викавне, веленциња. знаеш дека шарени. Так. Су си им дала на На деца, децата, на так. децата. А овие килимиве, например, имаат врска од колку се ова дипли? А, Од колку по дипли? 4 дипли се. А, по По 4 4 дипли. И тоа башка во сноењето, во ведувањето, например, потесна дипла, поширока дипла. И су имала и од потесно брдо дипла, А, од потесни, брдото зависи. до зависи до брдото. И од пошироки. Јас со широки по 4 су надела. Овие рачно се шијат. Рачно. Рачно шиени. Рачно шиени се. И по големината Да. си се соединуваат. Да. А ова на валавница е носено. Носено на валавница, само не е фарбано. И ова олку бело е од волната. Од волната. Значи ништо друго не се става, само Само волна, волнена основата, волнен јатокот и резките и така.
Јас су Врчаковска Вера. Еве овдека перам во Чилимарава, ова е наша. 45-та су родена во Белица, тука родена, тука мажена. Кај Врчаковци, Душан свекор ми беше, Врчаковски Душан и Миле ми беше сопруг. Е, вака периме овдека во Чилимарава. Еве периме се јамбојли. Како се пери? Е па така ќе клаеш, ќе натураме прашак и ќе клаеме в килимара и водата ја пуштаме врти и тие се перат. Кој ќе соперат, тие паѓат с дола. Колку време се пери ова? Па зависи, тако се помалку за 1 сат, ако се поќе сат и пол до 2. И така, после и ваѓаме тука, ставаме даски и ваѓаме на ними да соцедат, па изнасаме угоре под скала. Па и носиме после подскала угоре, ќе изнесиме и ќе пружиме, ќе се сушат една ден, два, зависи како е времето. И после тој што и донесол ќе дојде да си земи сушени. Возат ли луѓе уште? Па носат, ама нема кој да пери, ја не можам више, и јас су во годиње и 77 години, сега 78 и толку више. Освен на валавица, не може да се спери друго место ја морила? Не можеш како овде што ќе се оперит, не може на друго место да опериш. Овде ќе се оперит, нема да килими, чебина, препокривачи, тоа се перит овдека. Ова беше килимарава со штици околу праена. Ама тие како скапуја штиците изваевне и ја циментиратне со мажот ми. И сега ова како поминует времето и се рони таја. Мораме се па да ја поправиме, па за да можеме да работиме. Така, а сега со штици не е. Добар ден. Добар ден. Како сте? Добри, фала Богу. Плетете? Плетеме. За кого се овие чарапи? Па за внукој. А, За внуци, ја. Так. Вие, како се викате? Јас се вика Спасена, Момировска. Девојка су од Лупште, мажена су од Долно Лупште. Така. Која година си родена? Родена су 34-та. Како е со волнава? Со волната. Од дете работите? Дете работа, су прела, су ткала, су навијала, су све. Знаете во основа да воведете во знам брдилки во и брдилки, сите тие? знам. И да воведа, и да наместа, и да ткаа, и да навија, и све то знам.
Значи, тоа е стварно ремек дело на една вистинска домаќинка, што се работело од времината. Од времината, кога немало светло, сме работили на мала, на сијалица, не немало, туку имало само кандилче. Светалце мало и на него сме правиле се. А дење што правевте? Дење па сме преле, сме јоиле на нива, на жетва сме биле, на вршење сме биле, све сме биле на... Значи, предењето и ткаењето сте го рачунали како многу лесна работа, па ноќно време. Ноќе. Сте одмарале. Ноќе леп се месило, ноќе се пекло и на нива се бајле. Колкави ви беа семејствата? Семејствата ние бевне 9 души дома. Така, значи требало стварно куќата да екзистира и за ручек, и за јадење. И ручек, и вечера, и поручек мора да А направиш. стока чувавте? Чувавме, овци имавме око 100. Пастири сме имале. Така. И од волната што правевте? Од волната е преревне в река, па ќе ја сушиме, па ќе носиме да ја влачат во кичево, после па ќе предеме, после па ќе од предењето ќе навијат, ќе снуат, па ќе навијат, па ќе на разбој ќе крае, па брде онај нитки ќе како што ништи, има ништи дводелни, има четводелни ништи. Така, исто е ова воведувањето за килими и за веленцината? Исто мораш да една отаде се и друга даде и си поземат прво од десната страна, па левата, па така си. И кој ќе ткаеш прво десната нога, па левата. Така, после па десната, па левата. Ако со 4 нитки е, прво десната, па средина, па другата така. Ај, ако сакаш, кажи ни ги деловите на еден разбој. Кросно има. Кросно што се виткат. Едно горе што е преѓата, а долу што се ткаат. Значи Две кросна се. И од една страна вртиш, крипеш и имаш да профрлаш. Брадилки, брда, тоа си ој цвет, тоа. И имаш што профрлаш, кој ќе шкрипнеш со едната нога и се отворат ништи, се отворат и фрлаш. На една страна, кој ќе свиш другата страна ќе фрлиш и ткаеш. Така. И фатиш горе има за ткаење. Друго нешто да ни кажете, што се сте ткаеле од волната? Например, како за една свадба, објасни ни за свадба. За свадба, младоженецот мора да има волнени. Имам горе уште све корми. Волнени, овде има 3 дугмиња, брич панталони, кошула, ќе напрато кошулите везени овде околу корилот, овде везени и така. Појаси, кајле појас има фија, па не знам ке се остори. Појаси ќе се затегнет и... Исто и појасот се ткае? Исто се ткаат. Бечките исто така се ткаат? Исто, али појасот се ткаат со штиче. Така, тоа више шарени ако ткаеше, поќе бои црвена, бела, сите различни. И тоа е така со липи правено. Така. А невестава во рубата кога се мажи... Кој ќе дојдат невестата, кој ќе дојдат сватоите и невестата си е посебно. Да ја не видат тоа, таа посебно си стои во една соба, а лиштата поставени кај неа, рубата, и таа после... А како дарови невестава? Давале понапред дарови, чораби, скутници, кој како ќе ја направи. Како направи појче, ќе направи појче ќе дајат. По сиромас помалу. Така било. Сега, ако сакаш да ми објасниш за невестинската народна носија, деловите и што се вие имате сработено на низ? Нова ја, кажа искрено, сработено немам, искрено ти кажа. А ова кошула, ево невестата,
Ова е од свекрва ти? Од свекрва ми. А, така, тебе свекрва А од свекрва ми тоа ми го дала као поклон. Еве. Так. Ова е ракаите, ова е долу што е, ова позади полите, Така, поли. полите. После И иде- овде е ова што е ова со срмен Тоа е конец? срмен конец е. Так. Срмен конец е. Со срма, ова е неко чувани, неко се викава. А ова е сајата, саја на кошулата што видите. Така. А? Ова е скутникот што видите. Исто од волна? Исто од волна. Ова иде Полек. појасот, скутникот. Еве го. После идете. Ова како се изработува појасот? Се плетет. Ова е плетен? Плетене. Волна, од црна волна, исклучиво Црна волна и само тоа е поќе и си на рака се плете тоа. Так. На рака се плетет. После еве овде гушникот на кошулата, Гушникот и тој везен. везен е тоа еве. Така. Тоа јас го правила, гушникот. Ова е ваше дело. Е мое дело тоа е. И ова сум немала друга па тоа сум клала. Така, така. Ова ракавчињата се на рацете. Така, е. за на кошулата. На и- кошулата се. Е. Ова е згора појавче за на кошулата. За на појас. на За на црни А, појас. Ова е- Исто овие вие сте ги правеле? Исто сама. Да, Тоа е посебно джингеле имаќе освиткаш и ќе плетеш со. так. Јас ја тоа пред пар години го правам. Ова е Таврак. таврак. Да. Ова е шамија уз појаски за младата. Да, да. Еве. Ова исто. Па имаше и волнени чораби, па нема ке исто историја. Добар ден, тетко Даница. Добар ден, Како се презивате? Петреска Даница, Петреска Даница. Кога сте родени? 31 април, Браво. 20. Значи, вие имате 91 година. Во и две. Во и две. Да. Како бил животот порано во твојата младост и Тежок, тогаш тежок, а? тежок. Тешки, многу работа имаше тугај. Многу работа. Се работеше. Вака, да ја предеш, да ткаеш, да Вие чувавте овци, татко ти? чувавме. Значи сите куќи порано имале Сите овци. има овци тугај. И со волната сите дома се работела Сите па волната. вака. Ако не искаеш, ќе нема со што се покриеш Так, и да постелеш. Немаше тугај да се купи. так. Се со раце, да искаш. Вредни раце на домаќинките. Да искаш, да испредеш, Вашето семејство па да колку сошиеш, да се членови? облечеш. Ние, Колку членови броело вашето семејство? Ти кога беше дете, девојче кога рас? Девојче кај што бевме 4 деца и двајца, татко и мајка, 6. 6 души. 6 души. А кажи ми, што се како најчесто вие волната ја обработувавте? Да ни објасниш еден процес? Волната прво ќе осрежеме овците, па ќе име врека, ќе ја переме, па ќе се суши, ќе искчепкаме. и на- Чешлање? Да. И со што чепкавте? Со раце ќе искинеме вака и после ја носевме кичево на машина. Да се направи на машина. На машина волната, каде ли ќе ја направат, Каде ли така? па ќе ја донесат, ќе предеме каде ли ќе. А има разлика да ни кажеш ти во волнава со помало влакно, со постара волна, има тоа Да, разлика? има и стара и мала, два пати изрежевме. Така, од малата волна што ткаевте? Од малата ја тук предесне за покријачи. Така. И клашни ткаевме од неа, овие панталони што си ја па. За машкиве. Да, со малата волна. Лашеници. А од подолгата, од Од постарата другата, волна? по старата основата. Основата, значи подолго влакно за Да, да не се да се кине. не кине. Така, така. Друго нешто да ни кажете од вашето детство, како ги поминувавте ноќите, например, што се сте работеле? Ноќите и поминувавме предејќe и плетејќe. Денца два ќе преспиеш, Имавте струја? не, на светало, на ламба, Така. да зијан.
на газ. Света. Некаде со светалце ќе немаш ламба, па светалце и разносуј го. Кај што имаш работа негде да светнеш. Така, да. Тие биле стварно тешки времиња. Така. И како, например, овие шаркиве, како успевавте да ги направите вака убави? Дали ги измислувавте или па ги гледавте? Гледаш не вака, ќе гледаш. Значи како мустра, земавте една од друга. Една од друга мустра ќе земеш и И од другарка на другарка си се поземувавте и си... и ќе гледаш се на ова, кој е, каде, предиче, какво, што и ќе се клаваш. Така. А овие боиве, вие ги правите дома или И кичево и да кичево на... Ти спредеш. Ти спредеш мотаници, ти наврзеш кончиња на ними, какво е, кој е какво да биде, ти кичево и прави тјафни. Значи бележанава ќе биде основа... Какви да и вапцат. Така, Ти ми каква боја извредеш ќе такви кончиња, Така. ова ваква боја, ова ваква, на секој мотаници Така, мотаници. праени. И колку дена еве, например, за ова веленце, колку дена вас ви треба? Колку месеци или... Па зависи ти, не си за само ткање. на него да ткаеш. Така. Работиш у сите работи, кога ќе ти се допадне, ти влезеш ќе ткаеш. А обично кој период сте ткаеле? Па ќе зиме. Зимно време, така, да. Летниот период сте имале многу други обврски. Чи по жетви, по вршење, жнење. Значи зимскиот период, девојчината и мајката или бабите, Тоа. плетење, ткаење, везење. ткаење, везење, предење, све тоа. Така. Зиме. Ајде да ни кажеш ти, например, за изработки се од волна, ама, например, што се употребувале за една свадба. Например, дали торбата за канење била изработена од волна, дали на коњот за невестата, на младоженецот се ставале вакви. Веленце се ткало посебно за накоњ, помало веленце, Така, за свадба. Не толку долго, колку. така, помало. Помали веленциња, за накоњот, за свадба. Порано се чувале неколку врсти на овци со црна Црна вакна во и бела. и бела, така? И од црната волна што најмногу правевте вие? И па е вака поќе најмногу забани праја. од Забани? црната, Да. Така. Така. А од белата волна, значи та све се правило, само можело да се Морало фарба. да се фарба, да се Така. лепчи. А, например, од бела волна, Зетовската носи она со гајтани, белата, таа нели е само од бела волна? Ако тие бели понапред ко правиле бели бичви, ние тоа не го затекнавме. Така. Тие ткаев не вака. Ти искаш бели каква било волна, после ќе ги вапцаш, ткаеното ќе се вапцат, па ќе шијат. Да. И тоа кичево се прави. Некој пат последно време и тума со треслани во цвија. Од ореј, што и катине, она исто тоа ќе го вапцат, црно се вапцат и ќе би скат. Друго нешто да ни кажете за сноењето, например, не спомнавме, за сноењето на дали е исто, така, да. Тоа како се снои, на удолница, Нарамно. Нарамно? Нарамно колје ќе зачукаш еден онамо, па вамо ќе врати. Па назад тамо и уста ќе му напрештува два кола едно по друго. Вака, еднаш нагоре ќе фрлаш, еднаш надолу, за да и од таа страна ќе се воведуваат. Така. За да отворат уста за протинање, Така. за ткање. И исто е сноењето за веленцина и за килими? Исто. Исто веќе сноењето исто е за Така. секој. И колку жени треба за да се направи кросново да биде спремно за ткање? Две. Доволно се две жени. Една расправа, туду оправат ќе клајат цепци, Така. стапчиња ни го направилата. Ќе тргат, ќе осправат, една ќе виткат горе на крос. Накросно, Да. така. Тоа кросното со на две дрвца ставено. И На со сошки. Клајан едното и кросното за стоане, таа си една оправат, една так. навијат. Даница, да ни го објасниш процесот за навијање, додека дојди кросното во готова состојба за да се намести на разбој.
Што треба да се направи? Па да се навијат кросното. Така, и Прво ќе се навијат тоа, ќе се снует, па ќе се носи на навијалка, ќе се навијат. а тие навијалките што се тоа? Навијалки две сошки клани, едно таде, и кросното на ними. И тие постојано стојат Си или стојат тие постојано, секоја кога ќе снует и тамо ќе навијат. и сите жени од селото се знае кај треба да појдат Каде за... навијалка, за кај навијалка. навијалкана, ако те прашам некој денес кај навијалкана. Така, има места кај навијалкана, така. И каков е тој процес? Да ни објасниш како е процедурата, основата, тоа колку е, 10 метри, 20, колку е тоа? Зависи колку си пуштил. Колку Колку сакаш, толку ќе пушиш. Колку е, например, Мотојла викав на мотојла, колку мотојла. 5, 10, 15, Така. колку имаш преѓа, толку ќе пуштиш мотојла. И значи, ако има пример, се кажуваме, ако има 15 мотоила, тоа значи може 2 веленци да се извади, така? Да, појќе од него. Поќе. Може, по 2, по 3. Так. Ако е, например, за чилим, еден чилим со 2 дипли, колку е тоа? 4 метра или 10 метра? Те не се навијале по 2, по 3 Так. килими. Со по 3 дипли, по 4, потесни првите години, потесни беа. После излегоа пошироки разбој праеја, Так. пошироки брдилки, Так. брда широки. Наместо 3 дипли, ќе има 2 дипли. Така. А прво беа и праеја со 4 тесни беа тие брда и брдилки тесни. И потесни, поќе дипли. И кога се навија, тоа се прави на удолница, така? Да, на удолница се обтегне тубо преѓа, Преѓето го да се обтегне. да се стегне макросно, фино, инако ќе се сруши. Така, значи кросното треба да биде цврсто, убо навиено. Наредено убаво. Прво пошироко, па потесно и нагоре ќе дојде веќе долку вака. Да се собере. Така, и колку жици имало, како да речем, во навијањето, колку конци можело да бидат? Броеници и она деја. Броеници? Така, да. Броеници 5, 10, како она да ги проат. Зависи како е, ако сакат пошироко, поќе, ако не. Така. Ако е потесно нешто, да нешто потесно, помалу. Епа, ви благодариме на гостопримството, да сте здрави и живи. Фала, бидете живи и вие. Ај, добре дојдовте Ај, добре ве најдовме. во фамилијата кај Петронија Велјановски од село Звечан, пошто седиме и живееме овде на Староводеница. Ја бев во тетова работа, се вратив 2001 фамилијарно отаде овде. Не можев да најда работа овде, почнав да чувам овци и кози. И до ден денеска со ними се занимавам. Колку години ги чувате овците? Па скоро 21 година. Да, долг период. Што и правите на волната? На волната така си стоите, нема никој не земат. Порано зема за ткајне, за чилими, за јамбули, што ги викаат чилими, за било кој како. Веленцина. Веленцина што праја, чорапи за плетење. Сега немат во Кичево не работи валајцата, во Прилепите не работи, нема кај да се рачно некој чепкаат по нешто, ама да ништо. Старите жени што беа, сега нема никој од тоа. И така волната си стои, никој не откупуваат. Овците лично вие ги купивте или од наследство? Не, лично јас ги земав. Наче си им зедов, па после си оставив за мене.
А сега има некој преде, ткае или слабо? Па нема тоа, изгубено е више. Старите што пределе, што ткаеле, што тие сноеле, тие на разбој, тие работи сега немат. Овие чилими се ваши или од мајката? Од мајка ми што ми дала мајка ми. Колку килими има таа искаено? Имаш вака некој податок дека? Па да ти кажам право, ние бевме 7 деца тогај, на сите по 2 чилима беше им дала и за неа имаше останато што се поспиле. До 13 чилими имат ткаената, имаше разбој, имаше све, работеше таа. Сега забораено тоа е, испустено, немат никој. Старите жени се умрени, млади немат, не работат тоа. И тоа е. А дали се уште постои обичајот кога ќе умри жената дека се уште или мажот ги закупуваат во народни носи? Имате слушнато за тоа? Па имат. Ја по време ме викале кај што сте бил гробар овде, кај што немало некни во Ковачи немаше човек да најдат. Пред тоа имат, си ставаат јамбули, си ставаат што си носеле стари волнени скутници на жените, стара скута што е, ќе си е стат за таму да се носи. А има случај се уште кај што кој ќе почни домаќинката па закупуваат во народна носија или? Па кој како сакате, мајка ми покојната е во ношна во кошула си испративне. Си замена. Така беше им рекла на сестри ми да ми облечете кошулата и во ношна. Чорапи, до коленици и све тие овде што се женски облечени над кошулата и тоа све беше облечено во тако. Сајата и Да. скутница. Ај нешто да ни кажете за овие веленцина. Овие се нешто од понов стил. Например, ова се со ткаени. Овие се ткаени како што е не, тие се ткаени што како што се црна преđа, ме разбираш? И кај што требало црна се ставало црна, кај што требало да се ставите црвена се ткаена, еве како се ова. Значи овие се по шема ткаени. Че на лико така како што е. Еве. Вапцана тие вапцани клапчина се вапцани и после тие имат олко вака ка вратено едно, тие се мота згора и се провират низ разбојот и да речеме ќе стаи 3-4 такви, после од друго ќе стаи 3-4 така да ви испадне шарено за да бидат. Така тие ги имаат. Значи овие се домашни, рачно работени, така. Ова исто фарбана, овие се на валајца исто фарбани? Исто, овие се на она ткаени се исто тука и на валајца, однесени да се фарбаат. Да, таму. Ова црвена што се жолти, бели имат реси што се вакви негде црни реси, посебно фарбани ресите. И да речеме ќе си ставите околу црно. А такви овци имало или намерно? Не, имало и волна црна. И црна волна, ама може ти боја природа, ама ако нема црна волна, пример се фарбаат ресиве овие. Тие се намотуваат. Вие какви овци чувате, само бели? Имам ја и црни, и шарени, имам овци. Имам и кози алпинки, имам и од другите бели кози, од тие старите што се. Што правите од млекото, само сирење? Па сирење, пресно го земаат за деца некои, ур да си правиме за наша потреба дома, што требат. И тоа. Значи, волната некогаш не е исто што и денеска. Не. Јас себе 3 години не ми е продадена. Пред 4 години дојдоа едни од гостијар ме прашаат дојдоа, зедоа и тута, зедоа по 8 денари на кило. Така, не прана, не чистена волната. И од тога и не се повратени никој, нема ни па прашано дали да ја зема даденат. Некој вика ја носеа за Турција, тога и беше нашле пласна. Ама било каде да ја носат, ама да се земе, да не се чуат, да не се упропастуе така.
Да ни кажете нешто за машката народна носија, бидејќи исто и таа сета изработка од волна. Тие порано што бечви носеа, палти исто, джелатка имаше, Џамадан. џамадан, тие чорапи волнени се носеа. Ја ги имам затечени од тоа. Јас носев порано во времето пред Значи тоа е све од волна изработено од мајка ти. да, се од волна тоа работено. Имаше кошули исто бели, па везени за машки, за женски, сите те работи. Имаше овде во селото Ковач, знам ја, имав бечви, до големи ми беа. Ги однесов кај него за да ми ги скратит и да ми ги стесни, беа големи. Све, ама изумреа тие луѓето стари, младите не... А бечвите има гајтани? Бели со црни гајтани? Не, само црни беа тие, скроз. Само црни беа. За работа тие. Абе, и за работа и за носење тие. Сега ви излегува што има со гајтани што се острана тие други се, иначе бечвите беа исто црни ко пантолани, долу малу собрани, овде горе понапуштени. Она синот едниот е во онаква ношна што е. Так. Тој манастирчето долу во Могилевско го пушта, па го слика во ношна таму. И тоа е тука. Па добро, ви благодарам на гостопримството. Не е проблем, нема ништо тоа. Повелете и друг пат кога ќе има потреба.